Благодарам. Почитувам колега, ве слушав внимателно и кажавте доколку и во нормални услови, во нормални услови би имало конкурс, нормално е некој да биде одбиен. Да, нормално е да биде одбиен, но сега ова се услови на пандемија и верувајте подеднакво пандемијата ги погаѓа сите студенти во внатрешноста на Република Македонија. Доаѓам од Струга, од мешана средина, имам пријатели македонци и албанци кои што студираат на Државниот универзитет во Тетово и навистина е фрапантно, до 4 години се ветува изградба на студентски дом од 350 легла, а секоја година да се крати со ребаланс на буџетот од ставката за изградба и реконструкција на студентски домови. Еве, заменикот министер е тука, јас сум сигурен дека и оваа година истото ќе биде случај и дека студентскиот дом во Тетово ќе почека некои подобри години. Фрапантна е бројката, како што кажа колешката, од 10.000 редовно запишани студенти кои немаат право да конкурираат, а пандемијата подеднакво економски ги погодила сите, затоа што најпогодени во оваа пандемија, колега, се младите. Младите ги губат работните места до ugostителските објекти, претежно келнери, шанкери се младите. Младите највеќе заминуваат од оваа држава и јас од таа причина би го поддржал овој амандман во насока да оние студенти кои што погодени економски од оваа пандемија, а патуваат, да кажеме, од Струга до Прилеп да студираат, од Струга до Тетово или немале можност да конкурираат, треба да им се овозможи од социјален аспект да бидат еднакви и рамноправни со останатите студенти кои имале можност да конкурираат во студентските домови. Но за тоа вие требаше да направите една анализа по универзитетите, кој од каде доаѓа, каква социјална и материјална положба има и во таа насока да се возможи подеднакво сместување или превоз за секој студент. Ви благодарам.